Со многу музика, топла скара и ладни пијалоци, вака помине уште едно фестивалско летно разладување. Пробиштип Самар Фестивал 2017. Годинава со новина. Наместо во 2 фестивалски дена, годинава Пробиштип Самар Фестивал беше во 3 вечери. Посетителите имаа можност да уживаат во различните хитови на популарни македонски звезди во програмата која ги опфати сите генерации. Фестивалот имаше чест да го отвори Драган Б.С. Костик. Никаква куртуазија не е, ако кажам дека навистина сум радосен. Прв пат доаѓам во Пробиштип и изненадан сум од Воку народ на отворање на овој летен фестивал. Пензијата е само некаква законска граница кога човек, работејќи работата која работел, минува и си вели дали да продолжам или да се одморам. За одморање има време, за работа секогаш исто така. Јас продолжувам како да не сум отишол во пензија, тоа е само старосна бројка. Вечерва со Драган Мијалковски, тоа е мој драг пријател. Сме почнали некако во исто време. Спивале чести заеднички настапи во некои други времиња. Па состојбите во естрадата не разделиле и драго ми е што двајца Драгани вечерва во Пробиштип. Што очекувате од вашиот настап вечерва во Пробиштип? Има разлика помеѓу настап од ваков карактер и настап во клуб. Во клуб е императивно да се игра. Овде, што велеше и мајка ми и баба ми, систем на дзенцање, значи играње во место. Значи не мора да можеш да седиш и да подцупнуваш нозете, ќе биде една добра атмосфера, добра музика, она што е популарно, што одекнува низ години, што трае, што останало. Верувам дека ќе има луѓе на кои и нозете и рацете ќе им се движат. А и срцето што е најбитно. Колку ви недостига микрофонот? Ја уопште не сум се одвоил од него. Јас ја работам емисијата Кавервил која оди на 14 радиостаници и вечерва ќе направиме обид да разговараме со луѓето од локалното радио, бидејќи оди на 14 радиостаници низ Македонија, а во Пробиштип го нема. Секојдневна емисија која е една од најубавите кои сум ги направил во животот, тешка, но многу убава за слушање и верувам дека ќе најдеме заеднички јазики со луѓето од вашето радио. Првата фестивалска вечер, која беше резервирана за ретро забава од 80-тите, настапи и Драган Мијалковски. Забавата не застана тука. Продолжи втората вечер, која почна со народен мелос, а продолжи со забавна музика. Први кој што бе и рекол ја запалија присутната фестивалска публика беа Анета и Молика. Мене ми е многу драго што ве после 2 години повторно се дружев со пробиштипската публика, значи не ми е прв пат. Прв пат настапивме, како што кажав, пред 2 години. Не сум изненадена, затоа што знам која е пробиштипската публика, знам колку се весели, колку ја сакат нашата музика и колку сакаат да не гледаат секаде каде што настапуваме, така да одлично си поминав и секако расположена сум секогаш кога ќе добијам покана за повторно за да гостувам тука, секогаш би дошла. Знам
твоите почетоци датираат токму со музиката од Пробиштип, од Профест на Да. 95-та победи. Така, точно. Значи, победив со една наша стара македонска песна, добро се сеќавам, тоа беше Кирија на вино продава, далечната 95-та година, кога имав само 12 години. Победив на тој фестивал, што ми е многу драго нормално, и ете докаде дотурка мојата кариера од 95-та па наваму. Имаме доста настапи како во Македонија, така и надвор од Македонија. Ни се ближат настапите низ Европа, Германија, Швајцарија, Шведска и така натаму. Имаме доста турнеи, се спремаме нормално за новогодишните празници за нашата далечна Австралија, каде што има многу нашинци. Секако дека ќе снимиме нов албум за таму, затоа што нашите сакаат секогаш да им послужиме нешто ново што ќе слушнат од нас. Веднаш по Анета и Молика, Пробиштип Самар Фестивал 2017 продолжи со настапот на Викторија Лова. Викторија Лова е родена во Русија. На свој 8 години со семејството се преселува во Република Македонија, поточно во Скопје. Таа е присутна на музичката сцена и ТВ станиците во Македонија уште од најмалата возраст. Во музичките води влегува во 2003 година, кога ја представуваше Македонија на детскиот Евросонг во дует со Марија Арсова и песната Ти не ме познаваш, каде се пласира на 12-тото место. Во 2004 година таа освои прва награда и беше наградена со златна диплома за естраден пеач во сениорската група на меѓународниот фестивал Роза на ветрови. Од 2008 до 2010 година Викторија беше фронтмен и пеач на македонската група Tumbao Salsa Band, која свири бразилска, португалска и кубанска музика. Во 2010 година Викторија го завршува Државното музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје, Македонија, насока соло пеење. Во 2010 година најпознатата манифестација Златна бубамара на популарноста ја наградува Викторија Лова со откритие на годината. 2 години поред, во 2011 и 2012 година, таа настапуваше на летниот фестивал Љубовта и среќата во Охрид. Во 2011 година на меѓународниот фестивал во Македонија Охрид Фест ја освои втората награда во поп вечерта и третата награда во интернационалната вечер со песната 9 работи. Викторија Лова со официјалната песна Почнувајќи го ритамот отвори еден од најпрестижните македонски музички фестивали на модерна поп-рок музика Макфест 2012. Во 2014 година на меѓународниот фестивал во Македонија Макфест Викторија ја освои наградата за најдобар настап со песната Само мој. Викторија има искуство и како актерка. Во 2007 година таа играше главната улога во драмата Лолита од Набоков во македонскиот драмски театар. Таа годинава настапи на Пробиштип Самар Фестивал 2017. Слушам дека се крчка нешто ново. Зашто сте работи? Што е тоа? Па да, сега уште малце при крај доработката на спотот за песната Дојди. За некоја недела до 2 би требало да излезе на YouTube каналот и ќе проследите. Те гледам и еве на неколку билборди на Sara Fashion. Така да ги поздравам тимот од Sara Fashion. Наскоро ќе правиме нова фотосесија. Имаме многу интересни парчиња за нашиот понежен пол. И се надевам дека им се допадна претходната кампања со купачите, баш се супер. Па ете како што можете да видите, моите омилени патики, вечна класика Adidas Superstar, соработувам со Adidas во Македонија, исто така и со Pepsi.
Се очекува да дојде повеќе народ на Суперкупот од цела Македонија, од целиот свет. Да чека еден убав настан во Скопје, кој што ги го проследиме сега на 8 август. Тоа се тие мои соработници, моите планови понатаму, секако се големи. Наскоро следува и албум. Може би новите генерации нема да се сеќаваат, но секако, оние малку повозрасните сигурно ќе се сетат на познатата рок група Ареа, која со своите хитови беше наградувана, прогласувана за најдобра и најуспешна група во годините наназад и слично. Вокалот на оваа позната рок група Ружица Милошевска Брачиоска. По радијата не има, доста не вртат. Меѓутоа по телевизиите општо има многу малку македонска музика во последниве, мислам, 2-3 години. Исто така и ние и немаме некоја нова песна, немаме нов спот, па веројатно и заради тоа не нема по телевизија. Меѓутоа, јас сум среќна што старите песни, иако новите генерации биле многу мали кога ние сме ги создале, сепак сега тие со нашите настапи по градовите на Македонија ги учат, значи и од интернет ги слушаат и ги научуваат и ги пеат на нашите концерти, така што јас сум задоволна што ете на стара слава успеваме и понатаму да се одржиме во кондиција. Иако ве значи нема по медиумите, меѓутоа сепак сте помеѓу фановите по градовите. Да, среќна сум што стварно имаме фанови се уште. Дали може би еве од денеска ќе размислувате за нешто ново? Па ние подолго време некако правиме нешто ново, ама изгледа не ни се дава од Бога, би рекла, креација за да направиме она совршено што сакаме да го направиме, пошто никош не сме задоволни од она што го правиме. Значи досега сите албуми на Ареа се правеле многу долго, додека не бидеме она целосно комплетно задоволни да кажеме тоа е тоа. И веројатно тоа е рецептот зашто останале песните еве и по 25 години од постоењето на Ареа. Значи морам да кажам дека оваа година Ареа може слободно и да слави 25 години од кога започна со работа на македонската естрада. Песната насловена како Сите мои слики, песна која што мислам дека ве крена повисоко на сцената. Како настана овој хит? Јас ви кажам дека тоа е песна која што најбрзо настанала. Значи неочекувано стана Evergreen, дури ја прогласуваат за најголем Evergreen во Македонија. Настана моментално, значи во рокот, можам да кажам, 1 час, максимално време и музиката и текстот заедно настана истовремено, како да некој на ивица и мене ни ги кажа работите. Мене текстот на ивица, акордите на гитара, така што ете тоа се склопиле некои коцки. Сме добили инспирација, сме направиле брзо. Прва да ја отвори третата фестивалска вечер на Пробиштип Самар Фестивал 2017 имаше нашата сограѓанка Антонија Ангеловска, која настапи со 6 музички numeri. Во публиката, во првите редови, подршка во текот на настапот имаше од незиното оделение. Беше супер, дефинитивно, ова ми е најдобра вечер до сега. Самар фестивал, супер е. За оние што беа тука знаат, но еве меѓутоа за останатите, што она што го отпеа вечерот? Да, значи отпеав 6 песни, 2 беа балади, некои забавни, си разигравме, се беше супер. А како се вика песната нова? И кој застана зад сето тоа? Значи новата песна се вика Полуматуранти. Огромна благодарност до Маријан Стоилов и Слагена Николова, од кој Слагена Николова ми го напише текстот, а Маријан музиката и аранжманот. Огромна благодарност до нив. На третата и последна фестивалска вечер од Пробиштип Самар Фестивал 2017 настапи Тамара со свој 90-минутен настап, а со балади веднаш по Антонија настапи и Андријана Јаневска. Во понеделник веќе заминувам за Њу Јорк, каде што ќе имам концерт со мојата сестра Николина Јаневска, која ќе настапи како солист. Јас ќе свирам виолина, мојот сопруг Драган Гиновски гитара и маестро Иван, кој што ме придржуваше вечерва на пијано, ќе свири таму пијано. И го станува збор за моја композиција, циклус од 10 песни.
за глас, виолина, гитара и пијано и тамо ќе настапиме, значи, како да кажам, како една прави изведба. Многу сум горда на тој проект, бидејќи сепак станува збор за нешто уникатно. На Пробиштип Самар Фестивал 2017 на третата фестивалска вечер настапи Нокаут, која е формирана во 1997 година, а реоформена во 2006. Основач на бендот е Никола Перевски, кој со подршка на Дарко Димитров, Кирил Колешиевски, Ацо Богдановски, Владимир Крстевски го формираа првиот состав на Нокаут. По неколку години пауза, од 2003 до 2006 година, Нокаут повторно се активирал во проширен и изменет состав. Покрај Франц и Пере влегуваат и членовите: Благоја Антоевски, Горијан Петревски, Бојан Перевски, Борче Кузмановски, Виктор Николовски и Луај Реджепов. Оваа година славиме, значи, јубилејно, правиме една турнеја низ Македонија. Сакавме да направиме еден јубилеен поголем концерт во Скопје, да кажеме, меѓутоа се одлучивме на некоја варијанта, зошто да правиме некаков голем концерт во Скопје, кога можеме цела Македонија да ја заобиколиме, така да кажем, да направиме една поголема турнеја од едно 20 настапи, значи 20 настапи за 20 години Нокаут. Трите фестивалски дена донесоа многу забава, многу испиено пиво, изедена скара и спомени за вечно паметење.